Ubedljiv Tebe duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivi te, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida duh. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemljata. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije, im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenije, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata. Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, i vo vek, i vekovi. Amin. Gospodovата молитва од Матеј. Денеска ќе зборуваме за светото Евангелие по Јована, од живото слово на нашиот Господ Исус Христос. 12-тата глава која зборува за настаните кои се случуваа кога Отецот Небесен го испрати својот единороден возлюбен Син Исус Христос да ги земе нашите гревови и да ни даде сила од синови човечки, она што сме сега на земјата, да станеме синови Божји и како дух да се вратиме во Негово присуство, во Божјата црква на небесата, во Новиот Ерусалим, каде храм ќе бидат Отецот и видливо Исуса Христа и јагнето Божје Исус Христос. 12 глава Евангелие по Јован, на 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, каде што беше умрениот Лазар, кого го воскресна. Умрениот Лазар кого го воскресна од мртвите. Значи тоа е показ што не чека сите нас, оние кои ќе го изберат Исуса Христа. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар, воскреснатиот Лазар, беше еден од оние што седеа на трпезата. А Марија, како зеде литар чисто скапоцено миро, ги помаза нозете Исусови и ги избриша со косата своја нозете негови. И куќата се исполни со мирис
од мирото. Еден од учениците негови, Јуда Симонов Искариот, кој што подоцна го предаде, рече: зошто не се продаде ова миро за 300 динарии и да се раздадеше на сиромаси? Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Беше крадец, тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што го пуштаа во него. Те категорија крадец, тоа е едно од оние зла кои го мачат современиот свет. Сите крадат денеска, посебно во политиката. И ако се свртите во македонската земја, вие често можете да правите разлика кој краде помалку, кој кради повеќе, дали некој краде и прави нешто или некој краде и не прави ништо. Дали некој вие краде земјата и јазикот. Имаме категорија крадец, значи тој тоа го рече зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што го пуштаа во него. Јуда, тоа е јудина категорија предавничка, крадење од сопствениот народ. Од сопствените браќа и сестри, антихристова категорија. А Исус рече: оставете ја, значи Марија со мирото, таа и го запазила тоа за денот на моето погребение. Од одредени луѓе под дејство на Светиот Дух прават одредени состојби, дејства. Се случува ќе направите и кажете некој збори по извесен период, ќе се сетите што сакал Господ да каже. Значи оставете го тоа, оти сиромасите ги имате секогаш покрај себе, вели Господ. А мене ме немате секогаш. Сиромаси има секогаш. Мнозина од јудејците разбраа дека Исус таму, па дојдоа не само заради Исуса, туку да го видат и Лазара, кого Он го воскресна од мртвите. На луѓето им се потребни чуда и после воскреснувањето на Лазар наеднаш се прошири веста како молња од едниот крај на небото до другиот, како што ќе дојде Исус во второто пришествие, дека тука се појавува помазаник Месија. А првосвештениците, значи не политичарите, првосвештениците се договорија да го убијат Лазара. Замислете каков сатанизам. Значи да нема сведок дека го воскреснал. Зашто мнозина од јудејците се одделуваа поради него и веруваа во Исуса, да ја отклонат, да ја тргнат причината за луѓето да поверуваат. На другиот ден мношто народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и викаа велејки: Осана, 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 Осана во висините, Осана во висините, благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. Замислете, го дочекаа како цар и по неколку дена истиот народ вика: распни го и го избира разбойникот Бараба, односно Варава. Интересна приказна. За жал не е приказна, тоа е дел од современиот свет, како сатаната дејствува на промена на мислењето на луѓето. А Исус, кога најде едно осле, седна на него, како што е напишано: не бои се, ќерко Сионова, царот твој иде седејки на осле. Тие дискутираат зашто седел на осле, на магаре, не на конј. Некои нешта кои не ги разбираме, подобро да не ги толкуваме во Библијата, бидејќи со умот Библијата, Светото писмо не се разбира туку во дух и вистина. Значи словото убива, а духот оживотворува. Не бој се, ќерко Сионова, еве царот твој иде седејки на осле. Но ова учениците негови не го разбраа, а кога се прослави Исус, тогаш се сетија што беше напишано за него и дека тоа му го направија. По извесен период ќе направите нешто, ќе ве потекне духот и ќе се сетите што сакал Господ да се стори
za vaše dobro, ljubovta Božja da usовршува во вас и да можете од Син човечки да се придвижите ко Син Божи, да го следите патот на Исуса и да се вратите во Божиото царство на небесата. Народот што беше со него кога го извика он Лазара од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше и така се расшири. Дојде часот да се прослави Синот човечки, затоа и го пречека народот, оти беше чул за тоа чудо дека го направи. Значи на народот му е потребен знак и чудо. На едно место кога тој вели Исус, на овој љукав и прелюбодејствен народ нема да му биде никаков знакот, освен знакот на пророкот Јона. Трите знаци кои ги доби Јона оти не го слушаше Господ, за да им сведочи на ниневејците се. Првиот знак беше фрлен во морето. Имаше бура и го фрлија во морето. Вториот знак го лапна кит. Третиот знак се исуши сенката, листот од тиквата кој му држеше сенка, и потоа Јона плаче и е луд до смрт. Плаче за една сенка. Видете, ако не сакате да ве фрлат во морето, да ве лапне кит и да ви се исуши сенката под која седите, местото каде што сте, би било добро да поверувате во Исус Христос. Значи народот што беше со него кога он Лазара го воскресна поверува и сведочеше, затоа и го пречека народот. А фарисеите, кои се денес фарисеите, дали знаете, дали ги гледате? А фарисеите си велеа помеѓу себе: гледате ли, ништо не помага, ете светот тргна по него. Им ги зема верниците, гласачите. Меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некои елини. Елин е именување за царството кое сакаше земно царство, го направи Александар Македонски, каде што ќе ги измеша нациите. Интересна приказна, зашто во крајот на Библијата, кога сатаната ќе сака да ги измеша нациите, да се прогласи Антихристот да седне на тронот, лажниот пророк се поистоветува со таа состојба. Тие пристапија кон Филипа, елините, кој што беше од Вицаида Галилејска, и го молеа велејки: Господине, сакаме да го видиме Исуса. Сакаме да го видиме Исуса, знакот на пророкот Јона. Дојде Филип и му рече на Андреја, а Андреј и Филип му кажаа на Исуса. Исус пак им одговори велејки: дојде часот да се прослави Синот човечки. Дојде часот да се прослави Синот човечки. Вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Кој ја сака душата своја, ќе ја загуби; кој ја мрази душата своја на овој свет, ќе ја запази за живот вечен. Истите стихови ги има во Евангелие по Матеј, во Марко, во Лука. Значи, душата своја си ја сакаш, радувај се, душо моја, вели богатиот, наполнил 10 амбара и доаѓа Господ му ја зема душата. Значи, кој го љуби светот, не ме љуби мене. Не љубете го светот и се што е во него. Така вели Исус. Да не се врзувате за овој свет, тука сте дојдени за да се поврзете со Исус и со Отецот Небесен. Кој ми служи мене, значи кој ја мрази душата своја на овој свет, ќе ја запази за живот вечен, сака да си ужива, да си постапува така како што душата му сака. Не сме дојдени за тоа на овој свет. Кој ми служи мене, нека врви по мене, и каде што сум јас, таму ќе биде и мојот слуга. Значи Исус ни е даден од Отецот Небесен како патека како треба да врвиме за да се вратиме кај него. Кој ми служи мене, него ќе го уважува и мојот Отец, Отецот Небесен, Создателот на се земно, се видливо и невидливо. Вековите се создадени од Божји збор и од невидливото произлегува видливото. Душата сега ми се нажали, вели Исус. И што да кажам, Оче, татко мој, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов во овој час. Оче, прослави го името Твое,
Значи, тоа е тој што се прославува и што треба да се прослави. Тогаш дојде глас од небото и го прославив и пак ќе го прославам. А народот што стоеше кога го чу тоа велеше загрми, други пак рекоа ангел му прозбори. Исус одговори и рече: не заради мене беше овој глас, но заради вас. Понекогаш на луѓето им треба знак, примерот со Јона, примерот со Лазар воскреснатиот кога поверуваа. Тие видоа и поверуваа, но има еден стих кој вели: блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор, вели Исус. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, кој ќе биде распнат и вознесен на небесата, сите ќе ги привлечам кон себе. А ова го зборуваше да покаже со каква смрт ќе умре. Народот му одговори: сме слушале од законот дека Христос вечно ќе постои. Христос значи Месија, пратеник, помазаник Божи. Сите го чекале да дојде Абер од небесата за спасение на светот. Значи, сме слушале од законот дека Христос вечно ќе постои, а како ти велиш оти синот човечки? Така е именувањето на Исус на земјата, треба да биде издигнат. Кој е тој син човечки? Нашки суштински Исус е син Божи, бидејќи создаден од Бог. Тогаш Христос им рече: а дадена е категоријата син човечки, за да знаеме дека ние сме синови човечки и треба да преминеме во категорија синови Божи, откако љубовта Божја ќе се усоврши во нас. Тогаш Христос им рече: уште малку време, светлината е со вас. Одете, дури има светлина, за да не ве опфати мракот на овој свет, долина на темна сенка, а кој оди по мрак, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Штом го рече тоа, Исус се отстрани и се сокри од нив. Верувајте во светлината. Исус вели на едно место: јас сум светлината на светот, кој врви по мене нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Евангелие по Матеј. Иако толку чудеса беше направил он пред нив, тие пак не веруваа во него. Че луѓето, фарисеите сакаат да губиат Лазара за да нема знак дека го воскреснал. За да се исполни словото од пророкот Исаија, кој рече: Господи, Господи, кој поверува во она што чул од нас, и раката Господова кому се откри. Тие затоа не можеа да поверуваат, оти Исаија уште вели: ги ослепи очите нивни, ги скамени срцата нивни, за да не гледаат со очите и со срцето да не разбираат и да не се обрнат, за да ги излекувам. На друго место вели: со очи ќе гледате, со уши ќе слушате и нема да чуете, да видите и со срцето да разберат, по Матеј. Со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелам, вели Господ. Ова го рекол Исаија кога ја беше видел славата негова на Исус и зборувал за него. И е една категорија, но од началниците мнозина поверуваа, само заради фарисеите не признаваа. Значи, мнозина поверуваа и денеска има такви, само не признаваа, за да не бидат исфрлени од синагогата, од црквите, од собранијата, од светот. Зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божја. Има други, тие бараат човечката слава, си ја бара својата слава, пејачи, глумци, режисери, политичари, пророци. Разни структури на светот, помогнати од сатаната, како лажни пророци, антихристи, зашто им беше помила човечката слава, отколку славата Божја. Славата е на Бог, Отецот и Неговиот Син Исус Христос, и се што работам,
работам како за Бог, а не за луѓе. А Исус подигна глас и рече: кој верува во мене, не во мене верува, а во оној кој што ме пратил. Видете, вие велите верувам во Бог. Значи, кој верува во мене, вели Исус, кој верува во Исус, не во мене верува, не во мене верува, вели Исус, а во оној кој што ме пратил, Отецот Небесен, Бог, единиот Бог. За да верувате во Бог, во Отецот, во Создателот, во Таткото Небесен, треба да верувате во Исус. Друг пат нема. И кој ме гледа мене, вели Исус, го гледа оној кој што ме пратил. Значи, Отецот е видлив со сета полнота во Исус Христос. Преку Исус Христос ние веруваме во Отецот. И кој ме гледа мене, вели Исус, верува, го гледа, го видува оној кој што ме пратил. Кој го пратил, Отецот Небесен. Јас како светлина дојдов на овој свет, така што никој кој верува во мене, да не остане во темнина. Да не заборавиме, земјата е наречена долина на сенка смртно и тука луѓето се мртви, освен ако не се родат повтор пат во Бог. Ако некој не се роди од озгора, значи јас сум, ти си мој син, јас денес те родив, вели Бог. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, вели Исус, јас нема да го судам, оти не дојдов да му судам на светот. Не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам, вели Исус. Кој што се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, не заборавайте дека Исус е Словото, има кој да го суди. Значи, кој не ќе се откаже од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Значи, во Откровение има еден стих, вика: крвав на конјаник, името му е Слово Божјо. Слово Божјо. Тоа е живото Слово, е самиот Исус. Ви не можете да го познавате Исус ако не живеете и не се храните со словата од Светото Писмо. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, Он ми даде заповед што да кажам и што да зборувам, вели Исус. Значи, Отецот со сета своја полнота пребива во Исус и затоа е Исус Бог, затоа што Тој се соединува со Отецот и ние кога се молиме на Отецот Небесен во името на Исус Христос. Тоа што го нарекуваат Свети Дух, Дух Божји, Дух Исусов е Дух, суштинската природа на Бог. Бог е Дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во Дух и вистина. И кога ние, нашето гревовно тело оди во земја ќе се врати, како што пишува во Библијата. Душата, односно духот, кој е самиот живот, му дувна во душата дух животен, оди кај Бог во дух да пребиваме во него, во духовно царство. Ако ова не го разбирате, треба да се молиме на Отецот Небесен во името на Исус Христос. Никаде не пишува да се молиме. Видете, ако Библијата, која е самиот Исус, не ви е авторитет, тогаш вие ширите некое друго христијанство, локално христијанство, народна религија, деноминации кои се поделиле по умствено толкување на Библијата и не разбирате дека Бог, кој го пратил Исус и Духот Негов се едно, тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух. Исус е Словото кое се отворува, станува тело и се всели во нас. Треба да се всели во вас и во тебе, брати и христијани, полно со благодат и вистина. Зашто јас само од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, Он
dal zapoved, mi dade zapoved. Što da kažem i što da zborujem vo Svetото pismo i vo objavite pod duh. I znam dlabokovo srcevo, znam, verujem, deka zapoveta njegova, zapoveta na Otecot život večen. Na drugата strana imate satanski svet, odpadната природа od Bog, паднати ангели, материализирани во разни категории и форми. Последната форма е човек во свесна состојба да го избере Бог и смрт, гревовна смрт која повторно ве води во нов циклус. И знам и верувам она што го зборувам јас, го зборувам така како што ми рече Отецот, како што вели Отецот, како што запишал Отецот. Не на камени плочи, туку со живи слова во срцето, во твоето срце. Татко мој, во името на Твојот Син те молам за исцелување на сите овие луѓе што го слушаат ово слово, за исцелување на нивното срце, на нивната душа, да пораснат во духот, за исцелување на нивниот однос со Тебе. Те молам за исцелување на моето семејство. Ти благодарам што ми даваш сила да станам од син човечки, да преминам во син Божји. Ти благодарам што ми даваш дарови на Духот Свети, за Твоја слава и Ти колку што сакаш. Ти благодарам што ме учиш да имам трпение. Ја предавам на еден стих вели: се мое е Твое. Кога Отецот му вели на Синот: се мое е Твое, и навистина, Господе, се мое е Твое. Се што си ми дале од Тебе и се што работам за Тебе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Те молам за мојата земја да испратиш ангели Божи да го проповедаат Светото Евангелие и Македонија да остане таму каде што си ја запишал во Светото писмо. Избран сад, за да се шири избран народ, Светото Евангелие. Те сакам, Господе, Ти благодарам за се и оставам се во Твоите раце. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Ако ни недостасува нешто во овој лажовен свет, сеќаваш дека нешто ти не е добро со тебе, дека си беден под дух, дека ти недостасува Божјата љубов, можеш и ти, брате и пријателе, да го повикаш Исуса со срце, со ум и со душа, да викаш: Исусе, Исусе златен, дојди во мојот живот и помогни ми, облечи ме со сила од озгора, за да врвам по светлина и во мене да нема никаква темнина. Слава Ти, Господе Исусе Христе. Тогаш и ти, брате и пријателе, ќе знаеш дека заповедите на Отецот да се љубиме меѓу себе и да го љубиме Него со сето свое срце и сето своја душа, ќе знаеш во срцето дека заповедта неговата заповед е една: љуби го својот ближен како себе си и љуби го Господ својот Бог, се содржат во две, односно во една, а тоа е заповедта на љубовта, да се усовршуваме во неговата љубов. И знам, и тогаш и ти ќе знаеш, дека заповедта негова е живот вечен. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Амин. Кажи ми се пегните по дух,
Zašto divno je carstvo to nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto tije ke se uzdržat, blaženi se milostivite. Zašto tije se pomiluvani, blaženi se čistite po srce. Zašto tije ke go vidadu. Zašto tije sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, tije ke ja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto tije ke se nasita.